Трајче-Спасовски Рудени живее во планинското село Пклиште во Крива Паланка. Се оженил со жена со посебни потреби и за жал му се раѓаат 4 деца, од кои 3 сина, сите се деца со посебни потреби. Иако како што вели ги носел на лекар, ни тука едниот не успел да ја подобри состојбата. Децата останале неписмени и првите години живееле во планинската куќа одсечена од се и сите, додека тој работел во Скопје. И можеби ова семејство немало да западне во толку длабока бездна, доколку на Трајче пред многу години, додека бил работоспособен, не му ја скратиле шансата да замине во Германија. Од тогаш се враќа во селото и живее со стоката, но немаат среќа последните години ниту со неа. Стоката многу често ја фаќа болест и умира, па сега имаат само неколку кози и една кобила која ја користат како превозно средство до Герман или Ранковце за да купат брашно за да се прехранат. Зашто во еден правец такси им е 500 денари, а автобус низ нивното село не поминува. И по 5 дена знаат да останат гладни и да не знаат што со себе. Тогаш Трајче излегува и моли по народот за да купи една врекичка брашно, за да ги задоволи стомаците на неговите болни синови. Куќата исто е во очајна состојба и пред распаѓање. Тече постојано и дува од сите страни. Мебелот е стар и истрошен како да ја раскажува тешката судбина и секој прегладен ден на ова семејство. Нема ниту тоалет, ниту шпоред, ниту машина за перење, па не може да одржуваат ниту лична хигиена, а се што сакаат е само топол оброк и мала помош околу скромните соби. По половина час одење од село Пклиште имаме уште неколку минути до куќата на Трајче-Спасовски. Ова е неговиот син Небојша. Навистина непристапно до местото на живење, а допрва ќе ја видиме и во која состојба е куќата. Да, е куќа. Видите. Добар ден. Добар ден. Трајче, половина час одам за да стигнам до твојот дом. Многу ви оддалечена куќата од патот. Е подалечено. Како ги обавувате сите работи? Па баш никако. Тешко е. Тешко. Сиот живот сте тука? А? Сиот живот тука живеете? Да. Како ви е животот? Со кого живеете? Па со овие деца и с њума тој. Со сопругата и Да. колку деца имате? Па едното мало иде овие две со тој веќе. А добри ли се децата? Па не се добри. Што има? Па беа у Скопје тој бре овие две у ментална школа се биле. Таму У уче? Скопје. Ова у Струмицу. А зошто не повикавте Трајче? А зашто е бе? Лошо Да живеете? видите, да. Куќата е во лоша состојба. Па лошо. А сигурно и немате како да ја поправите. Па нема паре, нема леп, нема Немате паре социјално, немам пензија, немам деца со. Едно зима 60.000, оние од бившиот, од него 5.000. И сега ни тоа не земате. Не, И сега немате средства. немам. Без пари живеете. Па без пари. Вистина тешко. Може ли да ни ја покажеш куќата да Ајде, видиме ајде. која е причината поради која не викнавте? Па дај. Те. Тато. Која правиш? Ко воле? Куќата. Па че јаште татко ми, дедо ми таму, 41. Јаште. Па, те греди ќе па, не? Как живеете? Па никако. Прозир. Немате ни прозорци. Нема. Очигледно и вода гледам. Балончи. Вода, има вода, ама водата е у тој близо, ама жабе Мора вода. да полните. Да. Тука живеете? Тука, ај. Те, ја некој лук засади тој. Очигледно од семејството најздрав сте вие, Да. но веќе и во години. Па 66, 66. да. Пензија нема, социјално нема. Како живеете без пари? Па баш никако.
A negde ako mi dade neko na zajem, posle tražam među vratu, a dignem među vratu i tako je. Neko je dade, neko je tako, neko ja će ti dam na zajem i pa posle da ji vratiš, vika pa brašno. Pa što brašno i drugo što da kupimo. Трајче изнимуштен 66-годишен човек кој е роден и израснат во планинското село Пклиште, се оженил на 20 години и создал семејство од 4 деца. За жал, тројца од нив не се воопшто здрави и имаат ментална попреченост, не е добро здравствено ниту сопругата. Па сиот терет низ животот, работа и создавање ќе падне само и единствено врз рамењата на овој човек. Тој долги години работел во Скопје и испрекал пари дома за да имаат децата и сопругата. Но откако било одбиено од заминувањето на работа во Германија, како сиот свет да се руши за ова семејство, па Трајче се враќа во родниот крај и семејството живее од стока и само со 6.000 денари нега од децата, премалку за едно 5-члено семејство, и како што вели и нивната мајка, со тага децата немаат леп, па дури вијат од глад. Ова куќа, баш. Ова. Да. Како живеевте како помлад, како дете во младоста? Одевте на училиште? Да, 4 години. Прво, друго, трето, четврто. Оние свински опанци, свиње што дерав и тоа сам состоише. Немавте услови. Не. Имате браќа, сестри, родителите Има, до кога неки у Србију, неки у Куманово. Колку деца сте? 6, разнесени. Немате контакт? Не, па никој не може помогне, свак си има фамилију. Само еден у Скопје нема чуварија таму, оној војното таму, не женен он. Па 60 години има, и он има. Он не женен, ама он нема. Онај у Србију да има си деца и он не може да ме помогне. И njemu traži da mu zet otišao. Там traži. Вие останавте тука со родителите? Да, Кога се оженивте? 80. 80. Пред Да. 44 години. Да. Pa imam ja 4. Едно девојче, оно девојчето се жени се у Ора. А машките? Овие са 3 мушки, едното па тамо, куде фатина нам помало е. Ама не се со здравието добре? Па не са баш добри, не. Така се од мали, од деца? Да. Колку години имаш, Даниел? 5. 5. Одеше ли во училиште? Не. Не. А каде живеете? Туј. Тука? Доа и утре. Не е добар. Не, Зошто не беше? а tako je. Лоше. Da. Овој, па од Киселово до хотелот стануваше 10 години. Тогаш полесно живеевте, кога земавте некаков приход? Па приход, па добра пара, па месечно пара па до јас си доодеше петок, понеделник па назад. Тогаш децата ви беа мали? Па мали беа. Сами живееа тука со Да. мајката, така? Па да. Па тој помал трошак, се поголем. Ве избрка или дадовте отказ? Сам. Зошто? Па зашто ме некој обожам за странство, све беше добро за Германија тамо и ја пресува Вене. Тоа е све сечено. Како ги пресековте? Па Вене на Сколу државну болницу. Операција. Па. Све добро, кад само рече подигни ногавица, подигна, рече не може идеш. Те докторот ја се налјути и си бега. Помлад работеше, сега не може работу. Нема да се снајду. Иду понарод, земувaju се еден даде, некој не вика ти работи, па пензија нема социјална, нема деца, тражи да ручал. Донесе, како да донесе, кад нема откуд. И подех да најде, во тој 6.000 скрбаводи како што зимам за овој старото. Те исто. И денесот иду илјадарку. Све док да дојде, све на малку. И че не иду на Герман. Ама до последниот динар сам ги све оставил и дужан бата. А што купувавте во Па Германија? брашно. Се е скапо. 850.
25 kila za petina ljudi, to je 3 puti do mjeseca, nema više. A on ne dava. Ja ti dam na put, 2, ali više ne davam. Mene mi traživite i gazda, te pare. Децата така ви се родија? Со Па погречани? такой помали не се премета, се колко старее све На лекар не сте ги носела? носи ги в Скопје, бивши ги. Немавте среќа да Не. барем некој од децата биде здраво, да работи, Не. да ви Па помогне. ја, ако не и негои готови су. А сопругата? Па и она не е вред. Много болено и она. Така беше и како млада? Па не е било, ама колко старее све. Имате неколку животни, но немате среќа да ги одржите. Па нема и они умират. Што Не те- животни Па чувате? козите. Кози. 10. По 100 евро, 1000 евро. Сите ви умра? Свите. Ја што ти живи? Сега имате стока нешто? Има 10 туја стана, што те и 10. Млекото го продавате? Нема ништо во години, тако ќе сме без млеко. Јариќа ти дова, старе козе фрља. Кучки дова. Е па леп, нешто те такво, нешто се справнајде, компирче, чорбичко и сиромаштко. Ако се со посебни потреби сепак знаат кога се гладни да побараат, Абе, за тој барав тражи поубаво. Тражи поубаво. што ви бараат? А да е болја храна да има. Ама нема вика. Тоа е. Толку паре, толку. Еден вика немам, еден јутре ќе ти дам и од 20 снајде. Пуно пути сам падал. Дојде врти, тој удари позади и плум. И више догда со свесто. Но без вас што би правеле децата, сопругата, не се способни сами да Не, преживеат? ја не викам сак. Пуно пути не кажувам, викам док сам ја, после не знам што работи. Не знам. Evo šporeša ga da dova tamo. Od opštinu sobrale pare. Čuri cela. Зошто? Pa na proled ne znam, ja čuri, nema do gore, skroz. Нема оđак? Nema. Далеко ви е и патот до селото? А, Треба преку шума да се помине за да се стигне кај вас? да. Да не скочиш од угора, он чак пешки не може скочити, па да има школа, па убаво се иде. И продавниците ви се далеко? Да. Кога ќе купите брашно доле од Ранковце или од Герман, како го носите до тука? Па с колице, И колку одите? Колку сати одите пеш? па 2-3 сата. 2-3 сати за да купите брашно. Да. Тоа е многу, Зорица. А брашта, купи овој прашак, оно иде. Ја викам 4 пути за перу и оно нема, па. Перете на рака или имате машина? Нема на руке перу, нема машина. Дете, руке заповадам, викам перу, еве ќе пеја нема с руке ги. И руке ме боли, викам, викам не може да рече кој да ми купе на машину пубо. А што ви е најтешко? Pa što, ne može gdje obezbeduje sa s njima, oni traže jedno, traže lepče, traže jedno, traže obutju, kondure, traže opanak da kupi, nema, ne stiza. Кој готви, кој меси, кој прави ручек? Па ја, како руку ме разбипа и не може да го дам месо, ја викам, како го викам месо кој ќе е. Сега кој меси од како ве боли раката? Па устепа се пеше и кад ме дали слаб притисекот и кад ме луптали со глава, ја тоа там доле. Паднавте. Падна и разбиси руку. Рука ме боли, викам, па не може да го мрдам. А сега месите ли вие? Па се месмо на руке. Се на рака. А ручек? Па ручек да правиме тој за. Имате ли шпоретов добро ли работи за печење, за... Ма неќе слабо пеше, ја луш сега. Чури. Каде печете леб? Каде го печете лебот? Па тој пече, па. Се допекува ли или полужив го јадете? Па, шупель. Шупке некакве са шупке. Не се здрави. Па дали помагаш дома за нешто да се сработи? Мора ја.
Само на тебе се чека. Мене чека. Браќата, Не. зошто тие не помагаат? Не. А зошто не помагаат браќата? Вутав си. Што има? Он е вутав. Лутаат. Да. Не разбираат. Не. Ето не е ота брашен ден бадара. Не сам то има да... Каде одиш да работиш, не беше? Ме по-шумо, ме бика ѓубе, ерам ѓубе никој. Помагаш, работиш, Мој. земаш некој денар, Да, ти плаќаат плаќам. и дома, зашто ги трошиш тие пари? Не брашен. Брашно купуваш. Да. Pa brašno, ris, makaroni, to je fide za u kuću, te čorbice napravi kompiri, fide, makaroni. Silu preko silu, 1 kilo onoj batati djeca tražu, pa ne možu nikako. I što je, to su 3 komada. Mladi muži, jedan, traži jedan. Вие сигурно не јадете само за да Не, имате за не. Не. Няма стило леп, може да прекарам 5 дни. Некој пут трпимо за леп по 5 дена, по 6. Нема што да једемо. По 5-6 дена не јадете. А, деца, вие тепав се по главу, викам, не се тепате, викам, бе. Нема што ќе работи. Немаат 5 дена леп јадено. Да. Зошто не купувате барем леп? Па нема паре, каде има паре од викина. Како купувате храна? Лепо. Имате ли храна? Има. Бути ме бута. Кој те бута? Мене тој. Те боли стомакот? Зошто? Зашто не јадете? Немате храна. Немате нити пари да купите храна. Ја. Со колку живеете пари? Па зема дека заработим ја по 100 милиарда, по 50. И што купувате со тие пари? Ги носи тука детето? Па купиме леп, слеп. Да прекара. А вие не земате никаква социјална помош? со Нема, они зима малка. Па го свати се, па скидаше. Купиш макар, купиш рис. А со што плаќате? Па кад најде некој дина не мора да купиш. Како наоѓате пари? Па берема пеќурке и купиш. Ако нема пеќурке, се вика људи ќе трпи за леп. I to je od Kumanovo došli ljudi od Skoplja. Pomoć oni poviše dao nego vi starosedelci ovdje što smo s njima porasnali, pa nema s njima. Ti je me pomagao. Викендаш? Би бил најсреќен, да. Може да поправите малку куќата. Pa on je obećao nešto. Викендашите. Ja će ti pomognu vikend. Имало денови и без струја кога сте биле. Па скидам го, нема за тоа платим. Струја нема го по 5 дена. Некој па киша кад заврнали кад грми, они го отклучили, нема струја. Не? Е па што јадете? Ништо е вода. Како? Лепи уе. Зеје. Лепи зелје и вода. Ја и тоа нема. И тоа нема. Некогаш и леп нема. По колку денови не сте јаделе? Ба. По 2? Монотонно и тешко минува секојдневието на семејството Спасовски од пъклиште. Домот им се распаѓа, собите се стари и додека сте во нив имате чувство дека после неколку часа и вие би се разболеле и станале како нив. Болка и тага се слуша низ зидовите додека вие замислувате како на нив им минува едно секојдневие и животот. Затоа сами ќе посакаат да им се помогне со 2 соби и покривот и да имаат храна за да можат да живеат. Колку е далеку куќата од патот? Колку одите пеш за да стигнете до 20 сат. На сат, половин сат. 1 сат? Да. Тоа е навистина далеко. А за да се стигнете во општината, до патот? Па ја патам да сипат на догерам па 30 да кара и браш. За да купите трица и брашно? Да. Ако не е кобил, колјат А што со кобилата? ќе терам нема. Го нема ко. Одите и со коњот? Да. Други животни имате ли? Не. Кози? И кој си на моје. Имате... Твоја коза имаш? Кој си на Ти ги пасаш? пасози. Кутјото е те тој горе,
Kad ova se pada na putu tu. Od tu dole, 5 metra pa dole. Кој? A ja pada od kućeta, da u krpu. Da podmetnu керамидче tamo vamo, od njim dole. Се повредивте? Pa na mašinu udri, 1 sat sam mu dao. 5 metra dole. Сега имате последица, вероятно ве боли. Ima guši. Kad čuju se moram teći, evo gdje baš tu. Noće nema spanja, ja baš tu spi, evo gdje. Djecata tam, pa karav se s mene vikao, kuća pa nema teče, ripov. Ти што најмногу би сакал Небојша? На работа и кота. Да одиш на работа? Да. Во оваа куќа би останал да живееш? Не. Тие не можат да ви помогнат да ја Ne, поправите? ne može, ne. Ne su sposobni za to i ne smiješ ti da kači takvoga. Ti se utepao na Japan, znaš što sam onih 10 godina bil na 20 i sprast sam išao gore, pa me iznenadili tu. Ta, oni ne smiješ tako dete. Ni po zemlji ne može da puštiš ako ne vršiš kontrolu. Каде би живеел? Сипев. Каде? На село. И ничего останалото. Не ти е убаво тук. Не. A sa taksi, od ovdje kude onaj, na Ridat, kude ste iskočili, do Rankovca 500 dinara, karta, sa Skova. Тука нема продавница негде близко. Ебе има, ама 3 сат време у Германија. Не ли можевте низ годините некаде подолу да се симнете каде што е по... Па нема куде да тражам, нема куде. Може би тоа ви е и најдобрата опција да ви биде Ама оно не е добро, не може да најде. и да имате можност да поднесете за социјална помош, да земате барем свој денар. Не знам, ја неке работе вртот нам, кажуваа ми неки земјето да пребацу на деца. Пошто стаж нема многу, пун нема, на деца пребацу, а ја 6000 тоа е социјално. Да немам ништо преко мене да префрли земјите. За да земате социјална Па помош. да си имам ко за мене, да не једу на деца пара. Љутив се. Ти ги земаат децата Па за јас сам неговател. за него. Све, он не писмен, не тачно. И на подпис сам ја там. Зар многу ќе живиме таа пензија, што ќе користи се толку животот? Некои луѓе своите битки ги водат во тишина, не сакаат да бидат терет на другите и не сакаат другите да им се сладат на маките. Но не можеме цело време да бидеме силни. Кога најмалку се надеваме токму тогаш најмногу можеме да се скршиме. Затоа понекогаш треба да најдеме начин да побараме помош и да се вратиме во рингот наречен живот и да се издигнеме над поразите. Бојан Георгиев е 53 годишен осамен човек кој потекнувал цело Полакино на 5 годишна возраст за поубав живот со родителите, се преселува во кочанското село Бели во една стара куќа, која откако е купена во неа ништо не е поправено. Училиштето многу не му одало, па останува само со основно образование и скратена можност да работи некоја пубава работа освен тешка физичка и аргатска. Работи колку да преживее. Таткото го губи млад на само 54 години. Браќата и сестрите се започнуваат свој живот, а тој еден ден кога мајката ќе легне болна во постела, морал да напушти работа за да може да ја чува и пази. Последните 12 години, освен што е сам, Бојан се разболува и нервно, па станува социјален случај кој живее само со 5000 денари месечно. Поради слабата финансиска состојба и старата куќа, никогаш нема да успее да се ожени. Куќата е во субстандардна состојба, се во неа се клати и е нестабилно, сам не може да ја поправи, зашто со минималните средства, вели, не може да се купи нити лекови, може да се дозволи само неколку денови во месецот да купи лепи основни продукти, а останатите денови е принуден да гладува. Бојан Георгиев живее сам, осамен и тажен. Вели дека едва и со 5000 денари месечно го сврзува месецот. Понекогаш е гладен, а нема ниту за лековите кои треба да ги прима, затоа денес ќе го стави срцето на дланка. Добар ден.
Бојан, иако е релативно млад човек, сепак тежината на бремето остава лузни врз неговото лице и снага и врз неговиот живот. Сиромашно започнува да се осознава уште од мал, а се потешко живее кога од полаки ќе се преселат со семејството во село Бели, за да може да учи училиште. Млад го изгуби татка си, брајката и сестрите фаќаат свој пат и основаат семејства, а тој останува сам со мајка си која ја гледа долго време, додека таа била во тешка состојба, болна во постела. Поради грижата кон мајката не успеал како млад да се ожени, а денес, вели тој, поради неговата сиромашна состојба и стара куќа, никој не сака да се осмели да дојде и да го дели животот со него. Потекнувам од Полати во општина Кочан. Таму сте роден? Таму сум роден, да. Браќа имам, да. Не живеат со мен. Тука татко ми се насели, а 76 година, да. За да одеме на училиште, да. Таму Да немаш подобро училиште? немаш училиште таму. Тоа е планинско село и немаме школа, до 4 делени само имаме школа и затоа сме населени тука, селото Бели. Тогаш ја купивте оваа куќа или? Оваа куќа е купена стара куќа, да, 76 година. И тогаш беше стара. Да. Оваа куќа може да има на 70 години. На училиште одев во Кочани, да. Прво почнав тука, беше до 4 деление, завршив 4 деление, потоа појдов во Кочани, завршив 8, а средно продолжив во Метална, во Кочани, исто така, но средно не завршив. Због еден предмет остан не положен и средно диплома нема. Како млад работев во планина, работев во сеч, работев на доктор на дрва, да, на трупци. Работев едно 15 години, да. Но немате стаж? Стаж немам, не сум бил осигуран, тоа беше прифатно. Ниту еден ден? Ниту еден ден немам стаж. Нишка имам, нема шарано на неа, нема пишувано и така. Татко ми почина млад, на 54 години, мајка ми остана полесна, она почина на 72 години и јас ја чував како мајка инвалидна и така до ден денес. Мајка ми беше на постела, јас морав да бидам покрај неа. Имаше помош од сестрите, доаѓаат, да, сестри ми доаѓаат од градот, ми помагаат. А сега, ве гледа ли некој? Сега слабо, никој уопште не сака да дојде. Случајно може да намине и ретко. Може би тоа ви е најтешко. Да. Се чувствувате усамен сам? Се очувствувам, да, осамен сум, да, сам. И така е животот. Но маката ве научи, бидејќи... Маката ме научи, знам јадење да правам, да и мајка ми кога беше жива, јас јадење готвам, да, леп месо. Прање, сестрите ми помага, нејзините алиши, тоа не ги переа. А јас и сам перам сега. На раце? На рака, да, перална немам, на рака се перам, во корито, да. И така, А тоалет и бања? туалет немам. Имам туалет, селски туалет, надворешен, купател немам. И така, веќе надворешен. Сигурно бањањето е во Бањањето во котило, во корито, да. коридото. Во кое што перете, Во веројатно. тоа веројатно, да. И како пред 50 години како што е било, горе во селото во дрвено корито, а тука е сега во желено корито, да. Во плех. И ви е тешко што е тоа така? Ми тешко нема што да правам, вика така. Животот е така. Бојан со години живее со минимални 5000 денари социјална помош. Последните години е многу болен, но не може да замине на лекар и да си купи терапија зашто нема ниту за леп. А од истата причина не може ниту да викне мајстори за да ја поправи куќата која тече и се распаѓа. Помош нема од никој, па ја изгубил и надежта дека хуман народ постои. Ако засади зеленчук може и ќе има да го помине месецот, а често јаде и само сув леп. Барем да имам телевизор, перална и фрижидер, нема да ми биде лесно, но барем ќе ми се улеснат некои дневни работи како перење и чување на храната. Една манџа ја јадам по 3-4 дена, зашто нема можност секој ден да ја готвам, ке рече тој. Иако сум изгубил секаква надеж, би бил пресреќен ако некој ми помогне со една направена соба и купатило за полесно да живеам, ке заврши Бојан. Социјално да имам околу 5-6 илјади. А зошто дојдовте до социјален случај? Не можевте ли да работите повеќе? Повеќе не можев да работам, останав со мајка ми. И после тоа не можам да работам. И така, облезно останав на социјално. Бевте болен?
Бе болетен, стан малку леже во нервено неколку време и така. И дојде до тај степен да останам социјален случај. 5000 зошто да ги дадам право. Основна работа треба прехрана. Струја да платам и треба да јадам и немам, не останува пари да Колку ви идам. остануваат? Не останува ништо, не останува. Едва крај со крај врзу. Месец со месец. Не можам да исте. Леп да има, со леп што има, тоа ќе јадам. А никогаш само леп сув? Сум јадел, да. Леп сум јадел, кромит сум јадел, лук сум јадел, да. Домати салата направам и јадам. Без манџа, без друго јадење. Да. Да има. А садите нешто? Имате некако? Садам те тука, садам јам бача, јам лукче садам, кормит садам, да. Грашок садам. Много се случувало храната по неколку дена да ја јадете? Па јадам, да. Еднаш готвам денеска, а јадам 2 пати или 3 пати. Тој немам услови да готвам една ден 3 пати храна, различна храна, немам такви услови. 3 пати да готвам. Финанси, ниту Нема финанси, не можам да не. 3 пати. Еднаш готвам, 3 пати јадам. Место ретко. Да можам да купам еднашка, дали да. Во годината? Месецот да, купам. Место да купам или риба да купам, копани да купам, да. Неко ребро така. И тоа кој дојде некој друга пара, освен социјалката. Иначе во социјалката нема шанси. Пиете некоја терапија? Пиеше, сега моментално откажа. Немам финанси да купам лекарства и ги откажа апчињата ги пиеше, да. Вие сам ги откажавте? Да. Иако докторите велат дека треба да пиете? Они ми велат, јас немам пари леп да јадам, а не апчиња да трошам. Лекарства да пијам, да пиеше, да. Толку време пиеше и сега ги откажа. Ви беше подобро кога ги пиевте? Па може би ми беше по. А што ви е диагнозата? Диагнозата имам некои проблеми, многу проблеми, висок покровен притисок, имам срце, нешто проблеми, да, нешто психа, нешто психички, немам меморија, немам нешто, памтење немам доволно и затоа не сум способен да работам на машини. Имам масно ткиво пред 5-6 месеца, да, беше се појави мало. Отидовте ли на лекар? Не сум бил. Но да не прогресира, да не се зголеми, да не ви направи проблем. Не знам, треба да идам на доктор да видам. Зошто не отидовте до сега? Немам пари, немам финанси. Но немате ниту за пат до лекарот. Немам, одам пешки. Имам само превозно средство, еден точок и друго немам ништо. И тај не е добар. До каде одите пешки? До градот. До град идете? До градот одам Колку пешки. километри е? 3 километра од селото до градот. И назад? И назад, да. Нема пари за такси. Пешачиме се пешки. Не можевте низ годините нешто да приправите откако се вселивте? Не можам. Добивте помлад? Додека бев помлад, не може. Сестри имаше по мене 2, на школа дека завршиме и трошкове беше, ништо не можуваме да направиме. Сега па воопшто не можете. Сега не можам, сега не. Сега со 6000 не можам да опстанам, само да живеам, а не да градам нешто. Ставаме од ова па не, ова скроз од таму, таа и скроз падна така таму. Во оваа функционирате? Ова седам, да. А покривот? Покриво тече, Тече. тече покриво. Сигурно е страшно кога врне, кога Страшно е тече, ставам, кинжериња ставам, тепци ставам, да. ке собирате некоја гранка, прачка, ги штедите и тие. Ги штедам. Замлачувате само? Да се затопле малку и толку, немаме доволно. А потоа како? А тоа си линувам и до сега никакви донации. Не едино тамо имам некој помош за Божик, даден еден пакет 2 и толку. Но тоа се јаде, се троши. Тоа се јаде зетин, шеќер дадат, и макарони таму фиде дадат, една леќа таму, рисче и графче и тоа. А сте побарале ли помош? Не Или сум ова е ова. прв Не сум, пат ова што се прв пат, обраќате? Да. Па и да бараш само обеќат, ништо не дават и нема волја човек да бара. Немате волја за ништо? Немам, да. Чисто сум разочаран таму, да. Телевизија немам, едно радио имам и тоа не добро радио и така. Перална не? Перална немам, А фрижидер?
Пежер, само имам едно длабо. Ниту среќа немаме. Да сум имал среќа, може би ки сум бил поинако. По-добар. Јас би бил среќен да ми направат една соба, да ми направат пример, една собичка и едно купателце, да. Да имам баре кров над глава. Во оваа состојба, ако некој ве викне приватно да работите, Приватно идам помагам на нешто, што можам да работам, да. На лоѓи, на копање, нешто, на тоа. Физичка Товарање, работа. физичка работа. земате некој денар? Земам некој денар, да. Колку да се помена некој ден? Колку некој ден, да. Да не е само со социјалката, да искарам 2-3 месеци и печет до 10.000, да. Можам, а и тоа е ретко. Зимото, да. Ако се набавиме нешто, дрвото го збереме, набавиме и зимото работа нема. Седеме дома и така. Тераме зимски сон. Така се чувствувате како зимски сон? Како баба Меца, што да. Летото ако збереме нешто за зимото, да. Има еден знак дека сме станале зрели, а тоа е дека ние очекуваме повеќе помош за да бидеме спасени. Зашто поникогаш во тагата знаеме да се пронајдеме, исто како што никогаш во зади сонцето има многу повеќе почеток отколку во изгре сонцето. И да ни ги споредуваме нашите несрекни денови со срекните на другите луѓе, не значи дека ако на нашето небо денес има облаци, на ничие друго сонце, утре нема да биде обратно. Па и ние да то знаеме што е среќа.